Први благодарност до домаќините Бошчевли, што ни овозможи да бидеме дел, да го видиме нивниот работен процес. Само да напоменеме дека Куманово е чевларски град. Во Куманово има 56 чевларски стопански субјекти. Има преку 2500 вработени, значи, во чевларската индустрија во Куманово. И сигурно дека и програмата кога изготвувавме, тргнавме, значи, ова ние веќе денеска со Бошчевли ја заокружуваме посетата во делот на стопанските субјекти и сигурно дека програмата кога изготвувавме почнавме со посети, разговори и така натаму во делот на предсечевларството и другите стопански гранки. И нашите мерки кои што ги имаме во нашата програма се резултат на тие посети, тие средби и сето тоа граѓаните може да го видат во програмата. Не случајно ставивме дека пред се ќе влеземе многу храбро, директно со инвестиции во инфраструктурата. За економски развој мора инфраструктура и ова индустријска зона може да се похвали, не може да се пофали дека има добра инфраструктура. Гледате, патната инфраструктура не е во најдобра состојба. Сигурно дека локалната самоуправа во наредниот период ќе мора да влезе во реконструкција на овие патни сообраќајници и сигурно дека со нашите програмски определби кои што ги ставивме ќе го поттикнеме развојот. Затоа, покрај инфраструктурата во постоечките економски зони ќе влеземе со нови економски зони, ги проектиравме 4, затоа што и овде овие стопански субјекти пред се во чевларството, малку се примерите кои што имаат сопствени објекти, треба да ги поттикнеме. Гледате дека плаќаат скапи кири во одредени објекти и тоа е нешто што го ставивме со ослободување од комунали, а со доведување на инфраструктура ќе им овозможиме сигурно да влезат похрабро во своји сопствени објекти и тоа ќе им ја подигне кондицијата севкупно. Од друга страна, ставивме гарантен фонд кој што во ова кризно време мора да им овозможиме за репроматеријали. Општината да застане позади веќе оформените крупни стопански субјекти за репроматеријали, за нормално работење. Во одредени моменти не се во состојба финансиски побарувањата и долговите да ги надмират. Од тие причини воведовме гарантен фонд, кој што гарантен фонд општината заедно 50% со европските фондови 50%, секогаш ќе застанеме позади стопанските субјекти да може краткорочно, долгорочно да одговорат на финансиските потреби кои што ги има. И тоа се мерки кои што веруваме дека во наредниот период ќе го поттикнат развојот во општина Куманово и од тие причини денеска сме овде да го заокружиме тој процес, да поразговараме уште еднаш, да се понудиме дека во наредниот период досегашното искуство покажа дека во овој момент опцијата која ние застапуваме, независниот кандидат, независните кандидати за советници, немаме обврска према никој друг, освен према граѓаните на општина Куманово, према нашите стопански субјекти. Едноставно мора да тргне од нас, мора да понудиме, мора да поттикнеме и на тој начин едноставно Куманово да тргне кон нови европски текови.